Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама да пустим Астерикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени праја и тога пропадна за најкодна. Пред 100 години во Охридско-Струшкиот регион меѓу населението беснееле болести, меѓу кои маларијата, стомачниот тифус и жолтицата. Во тоа време Охрид и Струга, како и другите македонски градови, биле без водовод и канализација, осветлување и сокарливи улици. Мочуришта и блато се протегале крај езерото, покрај одводните канали, низ бавчите и нерегулираните речни корита. Тие површини биле рај за комарците, кои ја пренесувале маларијата. Оваа болест била многу честа гостинка во животот на охриѓани и стружани. Населението многу често се соочувало со тешки здравствени и социјални проблеми кои се должеле на лошата комунална инфраструктура. Болеста се манифестирала со напади на треска и истоштеност, доведувала до масовна анемија, телесна и душевна заостанатост и го смалувала прирастот на населението. Болеста многу често завршувала и со најтешка компликација – маларична кома. Во периодот меѓу 20-тите и 30-тите години од 20 век, ваквите состојби во Охридско-Струшкиот регион и поттикнувало луѓето да бараат начини како да ја спречат појавата на маларијата. Почнале да се расчистуваат мочуриштата и да се школуваат лекари за да ги лекуваат жителите. Но посериозни, темелни зафати почнале дури по завршување на Втората светска војна во поранешната југословенска држава. Во средината на 50-тите години од 20 век продолжила таа борба со помош на Светската здравствена организација. Охриѓанецот Миле Трпеновски во 50-тите години од минатиот век го завршува средното медицинско училиште во Скопје. Потоа станува дел од тогашниот Охридски завод за хигиенска заштита и тимот здравствени работници вклучени во искоренување на маларијата. Трпеновски споделува факти за болеста маларија која косела на овие простори. Појаснува дека причина за болеста маларија е протозоа, паразит од родот плазмодиум, кој го пренесува женскиот комарец при каснување на човекот. Маларијата, самиот збор кажува мал, тој доаѓа од италијанскиот збор мал, тој е лош и ареа воздух и кажуваат лош воздух. Мислеле дека маларија се пренесува преку лошиот воздух, бидејќи таа се јавувала покрај мочуришта, бари, реки, кај што имало можност да се развијат комарците. Значи, таа се знае од долго време, меѓутоа немат евиденција, статистика не се водела толку, за разлика како од 45-та година со формирањето на Југославија, од тогаш почна редовно да се води евиденција. Маларијата за време на Балканските војни, на Првата Балканска, Втората Балканска, како и Првата светска војна од 14 до 16-18 година, представувало не само за населението, ами и за армиите кои што на овој нашиот терен војувале. Тука биле српската армија, па аустро-угарската војска, француската, бугарската. Значи сите војни се воделе на нашава територија, а нашава територија или Балканот, да речеме, била опфатена со маларијата како болест која представувало не само за населението голема тешкотија, населението се осиромашувало, психофизички страдаат, таква е болест која што стварат, се јавуваат треска во зависност од која врста на комарци се е причината на маларијава,
Има една која што е на 24 сати, се јавува треската, па температура, па потењето. Другата врста на маларија е која што е плазмодиум вивас, ова е плазмодиум фалципарум, првата, или тропска маларија. А плазмодиум вивакс е маларија тропика, која што за разлика од другиве делови на Југославија, овој балканскиот регион најмногу е зафатен, исто така и маларијата плазмодиум маларие. За време на војните, например, за време на Првата светска војна, српската војска за приповлекувањето према Грција, кај Солунскиот фронт, имала толку многу болни од маларија, што, а и исто така и другиве армии, голем број од бојното поле маларијата ги отргнувала. Имало повеќе оболени од маларија отколку од ранети или умрени. Имало и доста и умрени од маларија, бидејќи тоа немало лекарства доволно. Лекарства биле со кининот и покасно атебринот. А така, например, при Солунскиот фронт, српска армија потрошила 11 тони, тоа е 11.000 кинин во таблети, а исто така кининот беше во прашок, околу 200 килограми прашок и во ампули 420.000 ампули потрошени за Солунскиот фронт за лекување и спречување на болеста на маларијата. Трпеноски ги споменува лекарите малариози, подоцна наречени епидемиолози, кои ги лекувале луѓето од болеста. После Првата светска војна, со репарациите кои што беа добиени од Германија, отпочна системски и овде кај нас да се води борба против маларијата. Благодарение на Андреа Штампар, тој е академик, професор, лекар, кој превентивец, кој беше член на Светска здравствена организација, и тој беше за време на Србија, на бивша Југославија, државата на србите, хрватите, словенците, беше во Министерството за здравство и на ниво на цела Југославија. Од тие средства од репарацијата изгради околу 250 здравствени домови, епидемиолошки оделенја, амбуланти за кожно-венерични болести, амбуланти за туберкулозата, спречување на туберкулоза и за маларија, претежно за маларијата, зашто тој беше и специјалист по јавно здравство и социјална медицина. Нашите лекари, пионерите во здравството, можам да речам, меѓу кои и мој управител беше и директор, покојни доктор Ристо Бавчанџија, се школувал во Грац, а сите тие поранешни лекари, доктор Блажа Нудов, исто така и тој, мислам, Грац или Виена, доктор Љубен Савев, исто, во Минхен. Во Струга има голем значај и доприноси Владимир Каваев со неговата сопруга Елена Каваева, која исто така покасно дојде и овде. Владимир Каваев, Петар Наумов исто и тој студирал медицина од постарите лекари вака во тоа време, во Беч студирал во Виена, и сите тие работеа на. Меѓутоа, Владимир Каваев, бидејќи студирал и тој лекар, бил во Петроград заедно, студирал со Николај Незлобински, лекар бил тој, и го викнал, а после војната, Октомвриската револуција, бил префрлен во Крива Паланка. И доктор Владимир Каваев го викнал доктор Никола Незлобински од Крива Паланка да дојде тука да работи за ерадикација на маларија. Во периодот
изоставивме тука голема важност одиграли и лекарите како академик доктор Симич. Тој е период после 22-та година, 20-та, 22-та, 24-та, 25-та, и доктор Станчев и доктор Хаджиздравев. Тие биле малариолози и епидемиолози покасно. Тие одредиле периоди за санирање на маларијава, така да периодот го зафатиле 27-33 првиот период е, вториот период тогаш имало околу 18.000, то во Скопскиот регион и тука во Скопската болница во тој период се лекуваат околу 14.000 болни. Тоа е војна болница во која се лечеле болните од армијата од Србија, српската армија, бивша Југославија, да речем. И вториот период е 45-та и третиот период е од 45-та со ослободувањето. Исто така, тој период може да се одбележи во Скопскиот регион, што е Скопската поширока околина, бидејќи на тој период не давале прегледи, немало и немаме евиденција, и во околината на Скопје имало околу 14.000 оболени, а и покасно, кога Македонија ја окупираат, доаѓа под бугарска војска, тогаш е разделена на 11 околии. Во Скопје и околината и цела Македонија имаат околу 18, тогаш регистрирано 18.000 болни од маларија. Тоа не била точна бројка, бидејќи маларијата се ширила многу. Не оделе на лекар, немале пари луѓето да одат да платат, сиромаси биле. И далеку поголема бројка била таа, отколку што биле тие регистрирани. Навраќајќи се во спомените, раскажува за медицинските тимови од Охридското здравство од периодот на 50-тите години од минатиот век. Јас прво почнав да работам 1958 година со завршените во Скопје, а таму предаваше и доктор Хаджиздравев, а со Станчев па се знаеме, после толку почнав да работам од 58 година, во Охрид доаѓа Хаджиздравев, во Скопје беше Хаджиздравев, професор беше по епидемиологија, а доктор Станчев беше републички санитарен инспектор. Јас работев во санитарна хемија и броматологија, меѓутоа бев вклучен од околиски народен одбор, од одделението за здравство, бев ополномошен, зашто одевме по цела околија да испитуваме храна, вода, животни намирници и се за јадење пиење, и ми има даено решение да бидам и како санитарен инспектор. Заедно со санитарните инспектори. Например, ке нас беа санитарни инспектори, то доста заслужни, Стојан Неловски, Кочо Грубче, кој едно време дојде 62 година ке нас да работи на микробиологија со доктор Ѓорѓи Несторов, кој што и тој беше борец и беше директор исто после смртта на доктор Ристо Павчанџија, микробиологија. Меѓутоа, после пак си се врати на санитарна инспекција со Стојан, како се рече, Стојче Реконеловски, Кочо, и за време на овие периоди тие беа активни во санирањето, во помагањето, во ерадикацијата на маларијата и другите што беа санитарни, како Томе Чакаловски, Гоше
Додуше некои работе и во вакцинации, во детската служба овде и така. Али заедничката работа што беше, тоа е од голем успех на сите тие. Во Околиски завод за здравствена заштита. Прво беше како Околиски хигиенски завод. Или овој како институт за тропски болести што 1923 што беше оформено од доктор Андреа или професор академик Андреа Штампар. Тие тогаш беше Централен хигиенски завод, а нашиот беа Околиски заводи. И после прерасна Околиски завод за заштита на здравјето. Јас работев и 62 година, како тогаш се оформи во склоп на Околиските заводи за здравствена заштита, се оформија и здравствени центри, кои што тука беше Лазо Србиновски професор, што после стана во Скопје. Благоја покојни, Благоја Волкан, доктор Благоја Волкановски, Томе Дудан беше и тој, доктор Ристо Ристовски како епидемиолог и тој допринесе, доктор Сојна беше, Климе Слатинес беше и тој техничар во епидемиологија. И оформена беше таа здравствена служба во целост благодарение на тие средства и здравството одеше напред. А ако ќе беше пред сезона тоа што сега гледам дека не е и од доктор Станчев тоа многу завеше, беше и доктор Сотировски, Чамилов, сите тие во склоп на републички инспектори беа. Трпеновски ги споделува и случувањата во периодот од 20-тите години од 20 век во Струга и Охрид, од она што го слушал од кажување на повозрасните колеги, од обидите за справување со причините за појавата на маларијата. Во Струга, во Охрид се донесоја декерови бараки како овие, ова е дограден. Во Струга исто така 4 декерови бараки се изградени во времето на 1924 година, а исто и маларични станици тога што ги викаа, беа изградени Охрид и Струга. Во Струга има голем значај и доприноси. Доктор Каваев, со доаѓањето него на 11 декември, дошол во Струга со фамилијата, со доктор Каваева, и бил избран како најдобар, највреден лекар кој се интересирал за здравјето на населението, бидејќи и таму населението покрај туберкулозата, покрај трбушниот тифус, од маларијата многу страдале. А имало многу мочуришта. Дримот не течел. Тој организирал 1924 година со биволи да коритото на Дримот да го газат и да ода према ташмаруништа, токот на Дримот да си течи, да се ослободи водата и да оди. Зашто тој дел све према она Струшко поле било све то под блато. Не успел да направи и тој 1926 година со средства тој обезбедил делумно нешто од пријатели, меѓутоа и овај доктор Андреа Штампар успел да дел од Рокфелерова федерација оделит и му дај средства за купување на багер и успеале 1926 година тој багер да стигне во Струга и да отпочни со расчистување на коритото на Црни Дрим. Меѓу стружани и охриѓани до ден денес се прераскажува една анегдота поврзана со санацијата на мочуриштето на речното корито на Црн Дрим, раскажува Трпеновски. Кога со малото вовче од Германија ли го носеле багерот, на делови тој бил и од Скопје, Ѓорче Петров, Кичево, Охрид, Струга, дошол багерот и тие му направиле, стружани ми направиле еден дочек и рекле, че дојди господин Бажер, доаѓат. Ко виделе дека стварно тој е багерот на делови дојден, меѓутоа после тоа го склопиле, али голем допринос е тоа што ево доктор Каваев успел да то го направи. Во текот на Втората светска војна,
Многу војници гинеле или биле ранети на боиштата, но повеќето од нив биле на удар од маларијата и завршувале во војните болници. За време на Втора светска војна исто така почнала да се шири. Бидејќи првиот период, ова што за време на бивша Југославија се дошло до едно стишување на маларијата, со почнување на Втората светска војна пак почнало да се шири и бројот на оболени од маларија бил голем. И тоа, значи, америкскава војска за време на Втората светска војна, која се борела на територија на Индокина, па на Малезија и другиве делови во светот, а исто така и во делов на Сицилија, 1943 година имаат околу 23-4 војници трнати од борбените редови. Значи, повеќе многу страдаат од маларијава, отколку од ранати што се, или убиене, да речиме. Тоа е познато, бидејќи Сицилија, тој дел е богат со блатливи места и маларијата и таму харала, или потечењето на реката По. Сето тоа било како и ваму. А иначе на просторов од балканскиот простор и југословенскиот простор го делуваат доктор Симич и другите маларилози или епидемиолози на 3 дела го дела, на 3 зони. Првата зона е Панонска зона, втората зона Медитеранска зона, што опфаќа Јадрано, и третата зона Балканскава зона, која што била најмногу опфатена со оболени од маларија. Темелни зафати за искоренување на маларијата почнале по завршување на Втората светска војна во поранешната југословенска држава. Во 1955 година Светската здравствена организација во Мексико донесува одлука за ерадикација на маларијата на светско ниво. Епидемиолозиве задоволни од тоа, а и армија југословенска задоволни дека нема маларија толку како порано, се олабавија малце и 55 од 52-3, 55 година пак се појави маларијата како проблем. И затоа дојде ова што е за ерадикација од 59 година, кога од 55 во Мексико кој се одржава на Светска здравствена организација. А благодарение на владата на Југославија, ти испрати во Мексико, мислам дека беше Андира Штампар, кој што беше чуден и во Загреб после тоа издаваше списанија за превентивна медицина, како и превентивесто што беше, и за оние земји кои што има можност да се заплатат за ерадикацијата на маларија, зашто секоја земја не можеше, Југославија тогаш беше јака и се запати и успеа да ја санира маларијата. Ерадикацијата на маларијата значи, за разлика од порано што беше асанација на џубришта, блатливи површини, мочуришта и уништување на комарците со прскање, ова, бидејќи представуваше маларија да голема опасност за целокупно население, не само на Балканов, ами и на ниво на Југославија. Се донесе одлука тогаш ерадикација да целосно се уништат и комарците кои што причинуваат, пренесуваат маларија, паразитот на маларија, тоа е Анофелес макулипедис, например, тоа е една од тие врсти на маларија што пренесуваат, и да се излечат сите оние кои што се болни од маларија и паразитоносители луѓе. Бидејќи маларија, луѓе ја пренесуваат, може кај некој, например, кај тропика, маларија тропика до 2 години. Маларија терцијана, кај од плазмодиум вивакс што ја пренесува до 5 години. Кај овие маларијата што е плазмодиум маларија има до 10 некој, така зависност може да бидат преносители. А човекот на човек кој што е болен не може да се пренеси маларијата, бидејќи таа се пренесува само преку крвта. Може да се пренеси со трансфузија и такви случаи и кај нас во наша околие имавме од после 60-тите години, значи,
два случаи такви. Благодарение на Светската здравствена организација, организираноста на здравствената служба, што беше многу така организирана и имаше голем успех за тоа, а и благодарение на стручната служба на хигиенскиот завод, наш околински хигиенски завод, или Завод за здравствена заштита, кој што беше, прераста после во Завод за здравствена заштита, неуморни беа, благодарение на пионерите наши, што викам доктор Ристо Бавчанджи, кој што беше неуморен роден иначе 1903 година, 1974 година почина, и другите лица, техничари, прскачи, од тие, например, овие што беа водители на прскачиве, и тие голема улога одиграа, хигиеничари, баш некои се сеќам така, беа и тие неуморни. Е нас, например, во хигиенски завод, кај што бев јас во Клински хигиенски завод, кај што доктор Ристо не беше управител, тука со кинин тој период се лекува, па после да рапримот се беше во употреба и долго време, после овие другиот примаквинот и резокинот што беа, али ваму претежно во почетокот 50-тите години го даваа кининот. И баш ние ко заврши онај периодот на 60-тите години, кога дојде до ерадикација на маларијава, имаш остаток од тие од кининот. Светската здравствена организација искоренувањето на маларијата го реализираше во 4 фази, кажува за тие повоени години Трпеновски. Со ослободувањето отпочна од 45-та, 46-та, 47-та, бидејќи имаше голем број на маларија на ниво на Југославија, нарочито во овие зони, кај што и реков, имаше голем број на маларија и се отпочна со систематско прскање со DDT. Дури ево, например, кај нас на Охридско езеро се прскаше авионски. Плати места кај што немаше пристап. Прскачи имаше, например, кај нас имавме ние 4 водители на групи, 8 прскачи и хигиеничари имавме, например, во здравствени станици или општини тогаш што беа. Охрид го опаќаше теренот на Охридска околија, Охрид, Струга, Дебар, Ресен, Кичево, Брод Македонски, Самоков, Белчишта и Косел беше. Во сите тие места имаше определени лица, дали техничари, хигиеничари, прскачи, а ние како доктор Ристо тука како главен епидемиолог и другите што беа вработени, одеа се вршеше контрола на дали исправно се врши ерадикација на маларија. И успехот беше голем. Снабдевањето, значи, све тоа беше пумпи, DDT, а тогаш се употребуваше, се почна со DDT, па БКЦ, имаше и тој препарат, па беше етиолот, па исто така препарат исто, антималаричен, значи инсектицид, антималаријата и против другите штетни штеточини. Сето тоа пумпи после. Имаше првиот период, беа испратени пумпи, хацонки, усвари индијанки, тие беа баш не така погодни за прскачите, беа прилично тешки. Потоа испратија хацонки кои што беа алумински, многу практични и по 10 литри, и се ставаше емулзијата, 2,5% емулзија, и програма се имаше. За секоја година се правеше програма на ниво на Република, од Републичкиот завод за здравствена заштита, а и таму Хаджи Здрави, тој ми беше професор на СИВО и наши што беа завршени во Скопје, техничари и други. Сите тие беа во Републичкиот завод за здравствена заштита и таму се вршеше и
паразитологија имаше, испитување на комарците и сите тие испитувања, значи и контролата се водеше од Републичкиот завод за здравствена заштита. Кај нас од УНИЦЕФ ни беше даен ландровер за користење за теренска служба, во детска служба кај што беше доктор Каваева, доктор Владо, кој што беше примарец доктор Владо Константинов, и тој доста заслуга, вакцинациите се водеа, контрола, еден период овде беа сместени прскачите, а исто после и кај нас горе, то се работеше заеднички и така се бараше да, ако имат единство и контрола во работите, мора да имат и успех. Со работа, единство и контрола се постигна искоренување на маларијата, кажува Денес Трпеновски, учесник во спроведување на мерките за ерадикација во нашиот регион. 1959 година беше припремна фаза. Таа припремна фаза заврши. 1960, 61, 62 година беше ударна фаза. Тогаш се отпочна со ерадикација на маларијава. Со прскањето, асанација на мочуришта и слично. После третата фаза е од 1963-65 година, фаза на засврстување на позитивните резултати. И четврта фаза беше 1966 година, одржување на постигнатите резултати. То сето така, секоја, кој што ви рекол, преска, се водеше евиденција, контрола, извештај за колку има жители Охрид, колку се опфаќаат живеалишта, површината која треба да се испрскат по кај што се претежно сместени, кај што живеат комарците и блатливите места, канали, живеалишта кај што живеат населенија, имат комарци. Определено беше околу 350.000 метри квадратни површина се испрска со DDT, така да на резидуален хлор, резидуален DDT достајне на метар квадратен по 1 грам, мислам, не знам точно, не се сеќам, и тој да делува, да комарецот, кој ќе дојде, например, комарецот Анофелес макулипенис, тој е специфичен и то се врши која врста комарци, како стојат, како кај делува, што делува. Например, Анофелес макулипенис, тој е кој што преноси маларија, стои на метар испод, може да дојде во спални, а претежно пак и стои косо. А претежно во делови кај што селско население имаше доста тогаш, и има чува крави, прасина, кокошарници, и тука се навоѓаат тие комарци. Заложбите на Светската здравствена организација да ја уништи маларијата на Балканот и пошироко, давајќи помош со лекови и хемиски препарати, вродиле со плод. Во Македонија, кон крајот на 60-тите години биле евидентирани само околу 400 случаи. Во Охридско-Струшката околина, последните случаи на маларија биле евидентирани пред 5,5 децении. Денес, со драстична промена на животот, со изградба на современа инфраструктура, редовно прскање против комарците, како и ефикасните лекови, може лесно да се дише и да се заборави на маларијата, болеста која некогаш пустошила низ населението во овој регион. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Коските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за најкодна. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од Бисери Филеви.